најчесто со СИМИ таргетот е кон оние поранливи групи. Значи може да станува збор за, да речеме, лица од маргинални заедници, да се стереотипизираат, без разлика дали е тоа по етничка поделба или да речеме како мигрантска криза, што претходно во Македонија беше доста експлоатирана. И целта е стратешка. Не е целта да се направи некој денеска да се изнервира и треба му помине, туку целта е на среден или на долг план одредена влада, одредена институција, одредена организација, одреден медиум да се покаже како некомпетентен, едноставно како некапацитетен за тоа што го има како своја улога. Во однос на првиот столб и улогата на државните институции, препораката е практично да овој пристап за превенција и справување со странското мешање и влијание да се вгради експлицитно во релевантните национални стратегии и политики. Значи наведени се стратегиите кои што веќе постојат, законите во медиумската сфера, да не навлегувам подетално во овој дел, ќе имаме можност да дискутираме. Значи да се најде начин како ова да се вгради и да биде поексплицитно. Не дека немаме основата и формата и механизмите, туку ова треба да биде поексплицитно наведено како прашање на кое што ќе се работи активно. Тоа се случи пред, мислам дека 1 година, се измени законот за медиуми. Медиумите, интернет порталите се веќе дефинирани како медиуми, но не се заврши работата во целост, бидејќи тоа не се имплементира во изборниот законник, а најголемите проблеми произлегуваат токму за време на изборите, кога се пласираат дезинформации.